процесот со Република Илинденска Македонија, јас сум подготвена во овој момент да речем дека е во индуцирана кома. Кој е тој доктор специјалист кој што ќе утврди дека некои од виталните органи можат да функционираат и да се тргнат апаратите, а при тоа да не го оштетат организмот? Веројатно има некакви повици и денеска, има некакви консултации. Тоа што е изненадувачки и можеби малку дава основа да ја очекаме таа полемика е поведението на Ципрас. Навистина е нејасно да не направите ниту еден чекор, да го брифирате решението. Значи, на крајот на кршата не беше потребно ниту во саботата да одговори. Ципрас во Софија имаше една изјава дека ќе сочека прво македонската страна да се изјасни околу некои важни делови на пакетот. И тоа е важно затоа што за македонската страна е потребно да собере малку поширок консензус, бидејќи пакетот подразбира уставни измени и 2/3. Одеднаш видовме дека во една брза акција, тој буквално телефонски, освен почитувајќи го председателот во еден часовен разговор, ние не видовме позиција која за Ципрас не е изненадување. Договорот е спакуван во Сунио. На договорот присуствувал и Нимиц, таа долга 6-часовна средба. На крајот во изјавата на нашиот премиер, таа се врзува за пакет во кој има има ДДВ на процесот, ако можеме економски да зборуваме, а тоа значи дека низ името добиваме уште еден идентитетски елемент кој што претходно не беше момент кој што го разгледувавме. Македонската страна мислам дека би требало да почека да види кој може ова да го буди од индуцирана кома. Дали ќе се обиде грчкиот премиер да учествува во полемиката за тоа до каде стигнал, или тоа ќе биде потполно затворена ситуација? Во однос на перспективите од оваа изјава на Заев и од тоа што го зборуваше министерот за надворешни работи, јас сметам дека тоа ќе стигне до пораката на некои: Заев, врати се дома и малку примири го овој процес. Значи, ние нема да го откажеме процесот, но изгледа неверојатно дека ние сега ќе се вратиме и повторно ќе седнеме и ќе речеме: ајде сега каде застанавме, ова беше мала авантура и сега да се вратиме да видиме што правиме со опсегот. Но не притискаат само јуни и јули, притиска и прашањето за избори во Грција. А таму ако се случи промена на власта, велат нова демократија, не само што сега вака се однесува таа, да речеме, не прифаќа одредница за јазикот на начин на кој што претходно зборувавме, чисто преведена на англиски Маседонија. Би се чини дека во тоа што го анализиравме како редослед или календар на станите поврзано со Грција, делумно е поврзано сега со посетата на Брисел и на Берлин на грчкиот министер за надворешни работи, а тоа не е турнеја во која е закажана... Вашингтон, мислите? Вашингтон го тргам на страна, зборувам за европската, која е поврзана со летниот календар на Грција. Кодзијас по прв пат ќе разговара сега во Брисел за завршување на програмата за поддршка. Тоа е страшната евротројка и оној, како се вели, кредитниот пакет. За нив ми се чини логиката беше дека Ципрас притиска за истото време за решение, бидејќи на 20 август формално се ослободуваше со 12 милиарди евра во джеб, за да може послободно да дише од стегите на овој притисок. Ми се чини тоа беше математиката, дека тогаш разговорот за парите ќе го тргне проблемот од решението на името. Сега не гледам логика дека тој би оставил шанса за подобар компромис и македонската страна после ваква промоција на Република Илинденска Македонија да може да се врати на дефиницијата за опсегот според грчките очекувања, а да можеме да најдеме решение на некое друго име. Може би да, но не сега.